Добро вечер во централното издание на вестите за почеток настани на денот. Македонија не презела решителни чекори на патот кон членство. Уставните измени остануваат клучна пречка. No real progress was observed in the last year for North Macedonia. Брисел не нотира напредок во судството и борбата против корупцијата. Злоупотребата на ветото ги уништува вредностите на Европската Унија, порача Мицкоски на самитот за проширување во Брисел. If someone dares to bully someone else who wants to join the club, why the others should be silent? This is not normal. Челниците на Унијата се уште гледаат можност за напредок. Собранието со постизборна агенда. По подолга пауза, спикерот Гаши на средба со координаторите. Ке се договара нов изборен законник, а за измените на кривичниот уште нема предлог од владата. Изет Меджити и официјално се врати на градоначалничкото место во Чаир. На вице-премиерската фотелја ќе го наследи Беким Сали. Како што има најавено господинот Меджити, негов наследник ќе биде Беким Сали. И по 2 месеца нема епилог по наводите за непотребно извршени интервенции на срце. Се разгледуваат уште 7 од над 30 представки. Тие процеси се барат време. Процесот не е толку брз колку што сите би сакале. Европската комисија го пофали усогласувањето на Македонија со надворешната политика на Унијата, но во новиот извештај за напредокот на земјава предупреди дека преговорите остануваат блокирани се додека не се спроведат уставните измени. Попладнево и евроамбасадорот во земјава Михалис Рокас го презентираше извештајот во собранието. Таму е Михајло Видимлиски. Михајло, имаше ли некакви пораки? Бобе, за сега нема никакви пораки овде од собранието со оглед на тоа што негде околу 17 часот овде во законодавниот дом пристигна евроамбасадорот Михалис Рокас, му го врачи извештајот за напредокот на Македонија на собранискиот спикер Африм Гаши и на затворена седница тој го презентира извештајот во присуство на представници на парламентарните партии и дел од координаторите на пратеничките групи. Оде освен Африм Гаши присутни се и Марија Петрушевска од ВМРО ДПМН, Оливер Спасевски и Јован Митревски од СДСМ, Бобан Карапеовски од ЗНАМ, од Вреди овде Беким Ќоку, но и Африм Гаши, како што кажав, собранискиот спикер на затворена седница, тој им го презентира извештајот за напредокот на земјава, кој што попладнево го објави Европската комисија. Во него, како што знаеме, досега е пофалена Македонија за тоа што е усогласена со надворешната и безбедносна политика со Европската Унија, но има забелешки околу неспроведувањето на уставните измени, обврските кои што беа преземени од 2022 година. Секако забелешки има и во однос на корупцијата и за судството, додека еврокомесарката за проширување Марта Кос во Брисел, презентирајќи делови од извештајот, рече дека земјава не направила решителни чекори за напредок. Што се е нотирано во извештајот, кои се побитните моменти во продолжение од прилогот на колегата Гоце Герасимовски. Пофалби за целосното усогласување на Македонија со надворешната и безбедносна политика на Европската Унија, но и подсетување на незавршените обврски во однос на уставните измени. Ова вклучително и потребата од напредок во владењето на правото се клучните наоди од извештајот на Европската комисија за напредокот на земјава објавен попладнево, сублимирајќи ги извештаите за земите кандидатки во седиштето на Европската комисија. Еврокомесарката Марта Кос оценката за Македонија ја срочи во една реченица. No real progress was observed in the last year for North Macedonia, Bosnia and Herzegovina and Kosovo, and the reasons are different. Предходно пред Комитетот за надворешни работи во Европскиот парламент, таа рече дека земјава не направила решителни чекори за напредок, потенцирајќи ги токму уставните измени. North Macedonia, as I have said, kept full alignment with the CFSP, and the technical work on the roadmaps and the action plan linked to Cluster 1 continued, but the country has not taken decisive steps to advance in the accession negotiations process
over the last year. It has to amend the constitution according to the Council conclusions from 2022 to advance on its EU path. Во извештајот се посочува и дека властите продолжиле да работат на реформските патокази во областите на владење на правото, јавната администрација и демократските институции, како и на акцискиот план за заштита на малцинствата. Но повторно се нагласува потребата од натамошен напредок во сферата на судството и борбата со корупцијата, каде како што се наведува нема никаков напредок. Во контекст на корупцијата се наведува и трагедијата во Кочани. Корупцијата останува распространета во многу области и е прашање што предизвикува сериозна загриженост. Трагедијата од 16 март 2025 во Кочани, за време на која во пожар изгоре клуб, откри трајни системски предизвици во врска со спроведувањето на антикорупцијските мерки. Превентивните мерки и ефикасното потиснување на корупцијата треба да се подобрат. Целокупната независност и финансиска автономија на судството е подкопана од мешањето и притисокот од другите државни гранки, вклучително и од обидите на парламентот да изврши притисок врз членовите на судскиот совет да поднесат оставка, како и ограничените доделени финансиски ресурси. Недостатокот на персонал во судството е загрижувачки, бидејќи влијае на квалитетот и ефикасноста на правосудниот систем. Во однос на другите кандидатки за членство, КОС како лидер ја издвои Црна Гора, а за Албанија, Украина и Молдавија рече дека постигнале значителен напредок. Така е Бубе со оглед на тоа што овде во собранието досега немаше никаква најава за било каква изјава од присутните на затворената седница кај Гаши, на која што Рокас го презентира извештајот за напредокот на Македонија. Се поизвестно е дека коментарите на парламентарните партии, на координаторите на пратеничките групи ќе ги имаме во текот на утрешниот ден. Студио. Ти благодарам, Михајло Видимлиски, во живо од собранието, каде и амбасадорот Рокас го презентираше извештајот за напредокот на Македонија. А во Брисел, македонскиот премиер Христијан Мицкоски, кој на самитот за проширување организиран од Euronews порача дека поради вештачки спорови Македонија изминатите 2,5 децении стои во место на евроинтегративниот пат. Председателот на Европскиот совет Кошта пак оптимист дека се уште има можност за некаков напредок годинава. Афродита Рамос. Ако една земја членка на Европската Унија се осмелува да малтретира друга земја, зошто останатите членки треба да молчат? Праша премиерот Христијан Мицкоски на Европскиот самит за проширување во Брисел. Оттаму, тој порача на Европската Унија да го ревидира начелото на едногласност во процесот на одлучување. If someone dares to bully someone else who wants to join the club, why the others should be silent? This is not normal. If we are accepting that principle once, then this principle will destroy all the values. The European Union itself should ask themselves what we are doing. What we are doing with this unanimity. I'm not surprised, and probably this will occur in the future again and again because it works. It obviously works because 2.5 decades ago we started this journey. And we are at the same place where we were 2.5 decades ago. Why? Because someone is misusing this tool. Премиерот посочи дека се уште главното прашање за земјава е дали по прифаќањето на условот од ЕУ бугарското малцинство да се вклучи во уставот. Понатаму нема да следат нови услови и ново вето. На самитот пак пооптимистичен беше председателот на Европскиот совет Антонио Кошта, кој порача дека државава се уште има можност да напредува на европскиот пат до завршетокот на 2025-та. I believe we can still see more progress from Serbia, Bosnia and Herzegovina and North Macedonia until the end of this year, 2025, can be important year for them. Accession partners must decide if they have that determination to move forward with their European Union transformation or if they prefer to remain trapped by painful historical legacies.
Пред самитот Кошта и Мицкоски одржаа билатерална средба, на која, како што откри Мицкоски, станало збори за стратешките проекти во земјава, како гасниот интерконектор со Србија, но и проектите кои Европската комисија заедно со владата треба да ги реализираат во Кочани. Преку социјалните мрежи бара правда за брат му кој по напад со нож се бори за живот. Напаѓачот побегнал во Грција. Си се шета тој слободно, брат ми лежи во болница, не патува. Партиите во парламентот допрва ќе се договараат дали и кога да се донесат измените на изборниот закон кои заглавија во собранието пред локалните избори. По подолгата пауза во работата на собранието, спикерот Гаши вели дека денеска се сретнал со координаторите на пратеничките групи на кои станало збори за таа тема. Деталите од Јана Јосифовска. По подолгата пауза во работата на собранието, спикерот Африм Гаши денеска се сретнал со координаторите на пратеничките групи, на која, како што кажа на брифинг со новинарите, се разговарало и за носење на евентуално нов изборен законник. Ако нема ваков предлог, тогаш ќе се бара консензус за сегашните измени, со кои меѓу другото требаше да се регулира и прагот за собирање потписи за независните листи. Гаши не ја исклучува опцијата да се разговара и за една изборна единица, доколку партиите постигнат консензус за тоа. Од ДУИ начелно, како што кажа, сега биле подготвени да разговараат за ова прашање. На координацијата разговаравме дали да се донесе нов изборен законник или да се изгласаат измените кои што сега се во собраниска процедура. Мора да се најде начин со консензус да биде изменет. Имаше разбирање од сите партии да седнат и да разговараат. Нов изборен законник е потребен меѓу другото и поради финансирањето на партиите. Тоа беше проблем, бидејќи сегашните одредби не соодветствуваат со реалноста. Не е исклучено да се зборува и за промена на изборниот систем. Например, Македонија да биде една изборна единица. За измените на кривичниот законник се уште нема предлог од владата, кажа Гаши, од каде вели треба да стигнат и законите од реформската агенда. Распишувањето на изборите за 4 општини, Гостивар, Маврово, Ростуше, Центар, Жупа и Желино, каде што немаше цензус за избор на градоначалник, ќе зависи од тоа дали Државната изборна комисија ќе има мандат да ги спроведе, кажа Гаши, бидејќи одржувањето на локалните избори се поклопува со истекот на мандатот на актуелниот состав на ДИК, кој завршува на 15 јануари. Гаши ова прашање, како и она за конечните резултати, ќе го решава по разговори со членовите на Државната изборна комисија деновиве. На 11 или на 18 ноември ќе се одржи првата седница по подолгата пауза, која ќе почне со опозициски пратенички прашања. Предлог буџетот стигнал вчера во собранието. До 10 ноември се чекаат амандмани, а потоа почнува претресот на пленарна седница на 9 декември. Екс-министерот за здравство Беким Сали ќе биде новиот прв вице-премиер на местото на Изет Меджити, но како што велат од коалицијата вреди само на позицијата заменик премиер, а не и во ресорот животна средина. Одлуката, додаваат оттаму, ќе се носи во рамки на најавената реконструкција на владата. Деталите од Ивана Стојановска. Поранешниот министер за здравство во владата на Димитар Ковачевски, Беким Сали, ќе биде новиот прв вице-премиер во владата на Мицкоски. Тој ќе го замени Изет Меджити, кој денеска и официјално го презема градоначалничкиот мандат од Висар Ганију и најави големи промени во Чаир, обврзувајќи се на отворено управување, тесна соработка со граѓаните и посветеност кон урбаниот, економскиот и општествениот развој на општината. Но Сали ќе го замени Меджити само на вице-премиерското место, но не и во ресорот животна средина, информираат од Влен. Одлуката кој ќе раководи со Министерството за екологија ќе се носи во рамки на најавената реконструкција на владата, вели партискиот портпарол Сулемани. Од партијата за Канал 5 информираат дека Меджити деновиве ќе ја депонира и оставката од вице-премиерското место до премиерот Мицкоски. Како што има најавено господинот Меджити, негов наследник ќе биде Беким Сали во позицијата која што до сега ја имаше господинот Меджити и тој ќе биде представник на Влен. Значи тој ќе биде новиот министер за екологија? Не министер, заменик премиер. По премиерот Мицкоски, кој на изборниот ден нарече дека голем дел од гласачите на Влен не го поддржале Орце Ѓоргиевски во вториот круг за Скопје, и портпаролот на Знам Никола Мемов преку социјалните мрежи го обвини коалициониот партнер Вреди дека ја изиграле ВМРО ДПМНЕ, а потегот го оцени како нивна многу голема грешка и цитирајќи ја изјавата на Мицкоски дадена во кампањата, исто порача дека тоа немало да го заборават.
Од Влем пак возвратија дека тие на вториот круг од локалните постапиле согласно договореното во владината коалиција и дека ваквиот стап на Мемов не треба да се сваќа сериозно. Нема потреба да ја спуштаме дискусијата во такво ниво. Значи, ова е уште еден покушај на потпаролот на знам да привлече медиумско внимание 2 дена после изборите и не треба да се свати сериозно. Ние, како што се имаме договорено, така и сме постапиле во овие избори заеднички како владина коалиција. Во меѓувреме пак портпаролот на знам Мемов го промени ставот и во нова објава на социјалните мрежи напиша дека победата на локалните избори на ВМРО-ДПМН е знам и Влен е резултат на взаемна поддршка во сите општини и дека претходниот негов статус бил негово лично мислење, а не став на партијата знам. Македонија направи вистински избор на локалните избори, а СДСМ е трета партија на политичката сцена во земјата, велат од владеачката ВМРО-ДПМН. СДС е трета партија во државата позади нашиот владин коалициски партнер, партијата Вреди. СДС на ова ниво никогаш не биле. Граѓаните јасно кажаа дека се против политиките на Филипче и неговиот ментор Заев, кој се уште ги држи конците во СДС. Наместо да се оградат и дистанцираат од Зоран Заев, Филипче и раководството на СДС продолжуваат да го величат ликот и делото на Зоран Заев, човекот кој ја распродаде и уништи Македонија. ВМРО-ДПМН за нешто повеќе од една година изгуби дури 140.000 гласачи и ниту еден спин или лага не може да го побие овој факт, велат од СДСМ. Пирова им е победата, затоа што граѓаните јасно ги препознаа нивните погрешни политики на секое поле. Цветаат клиентелизмот, партизацијата, неспособноста и ароганцијата. За една година од мандатот ВМРО-ДПМН нема ниту една политика со која може да се пофали и тоа граѓаните го гледаат. Државата е на колена, економски, финансиски и социјално и за жал овој тренд ќе продолжи, велат меѓу другото од СДСМ. Врховниот суд на Косово ја потврди одлуката за забрана на носење хиџаб во училиштата, сметајќи ја за во согласност со кодексот на облекување пропишан од Министерството за образование. Во земјава за сака пак не се размислува за ваков чекор, велат од Македонското министерство. Елизабета Дамјановска-Спасеновска. Македонија не планира да го забрани носењето хиџаб во училиштата, по примерот на Косово, каде Министерството за образование забрани носење на верски обележја во јавните училишта. Од Македонското Министерство за образование велат дека се фокусираат на дискусија за квалитетот на образованието, а за облекувањето на учениците, како што велат, одлучуваат училиштата преку усвоен дрескод. Законската регулатива во образованието во Македонија не го ограничува носењето на хиџаб во училиштата и до овој момент не е иницирана дискусија за промена на законите. Облекувањето на учениците и наставниците за време на настава го регулираат самите училишта со изработка и усвојување на кодекс преку органите на управување и одлучување. Македонија заедно со Хрватска, Словенија, Црна Гора, Албанија, Грција и Србија се вбројува во најлибералните држави кога станува збор за правото на носење верска облека на јавни места, а особено тоа важи за покривање на лицето и главата кај муслиманската жена. Во соседна Бугарија е забрането носење бурка, никап и шамија, која го покрива лицето. А во Косово, прашањето за забрана на верска облека за првпат стана предмет на поширока јавна дебата во 2010 година, кога административните упатства на Министерството за образование воведоа забрана за така наречените религиозни униформи, што вклучуваше и носење шамија. Ваквата одлука ја обжали мрежата за професионален развој на жените Арита. Сепак, Врховниот суд ја потврди одлуката, тврдејќи дека Министерството за образование има законско овластување да ги утврди правилата на однесување и кодексот на облекување за учениците. Франција е прва европска држава која во 2010 година забрани носење бурка и никап во јавни места, а освен Франција, целосна или делумна забрана за покривање на лицето има и во Белгија, Данска, Австрија, Бугарија и Швајцарија.
По повеќе од 2 месеци нема епилог за наводите за непотребно извршени интервенции на срце во приватни здравствени установи кои ги испитува интерната комисија во Министерството за здравство. Утамовила дека досега се пристигнати на 30 представки, останува да се разгледаат уште 7. Повеќе од Сања Трајковска-Ставров. Минале 15 години откако во операциона Саламу бил отворен градниот кош за операција на срце, а сега неговиот медицински картон се најде пред експертите од внатрешната комисија на Министерството за здравство, чија задача е да дадат одговор дали интервенцијата му е направена без потреба само за да се наплатат пари. Пациентот опериран во 2010 година е само еден од над 30 на случаи кои се предмет на разгледување од страна на лекари, помеѓу кои има и такви кои учествувале во некои од операциите по кои сега одлучуваат, додека допрва треба да дојдат тројцата странски експерти од Словенија, Италија и Австрија, иако од обвинувањата на кардиологот Сашко Кедев дека во Македонија без потреба и само за профит се оперирале срца, поминаа повеќе од 2 месеца. Така. Се уште официјално изборите не се завршени, затоа и се уште не можеме да... Јас имав средба, онлайн средба со нив. Во моментот кога ќе завршат официјално изборите, тогаш ќе можеме и официјално процедурата да ја почнеме од нашето министерство. Зошто немаме досега резултати, докај сме досега, веќе мислам дека уште 7 наоди треба да се анализираат. Знаете дека тие процеси се барат време. Повеќето пријави што стигнаа во фондот беа парче хартија од пациенти представки, каде што можеше да се помине цела поставка прво на административна обработка, потоа дури да се преди на медицинска обработка, така да процесот не е толку брз колку што сите би сакали. Алиу Икликовски денеска беа на презентација на новата современа процедура за решавање на проблемите со аритмија на срце. Лекарите за прв пат извршија сложен зафат при кој со специјални катетери се пронаоѓа и неутрализира делот од срцето што предизвикува аритмија, со што се враќа нормалното отчукување. Со овие процедури возможуваме навремен и ефикасен третман и лекување на пациентите со сите типови на аритмија, за кои досега дел од нив беа упатувани за третман во странство на терет на Фондот за здравствено осигурување. Издвојувал повеќе од 15-20.000 евра по пациент за третман на истите во странство, бидејќи не бил возможно да се прават процедурите во нашата држава. Овој напредок за прв пат го става нашиот центар и тимот аритми во листата на најразвиени електрофизиолошки центри во нашиот регион. Веќе од наредниот месец планираме да започнеме со аблација на исхемична коморна тахикардија кај пациенти со срцева слабост и имплантиран кардиовертер дефибрилатор. Лекарите велат дека комплексните процедури на дел од пациентите ќе им го подобрат квалитетот на живот, а на некои со посериозни аритмии ќе им го спасат. А најзначајно според кардиолозите е тоа што со лекувањето на аритмиите се намалува ризикот од мозочен удар. Голем дел од мажите избегнуваат да побараат помош поради стигма, вели Институтот за јавно здравје, одбележувајќи го почетокот на новембер, месецот посветен на машкото здравје. Оттаму дека менталното здравје е една од најважните, но и најзанемарени области во здравјето на мажите. Повеќе од Маја Стојановска. Мажите имаат 3 до 4 пати поголема веројатност да извршат самоубиство во споредба со жените, велат од Институтот за јавно здравје на почетокот на ноември, месец посветен на машкото здравје или глобално познат под движењето Movember. Податоците од Државниот завод за статистика покажуваат дека минатата година од регистрирани 89 самоубиства во земјава, 68 биле мажи. Психолозите велат дека стигмата да разговараат за своето ментално здравје кај мажите произлегува од општествените норми, кои што од најрана возраст ги учат дека треба да бидат посилни од пол. Сепак додаваат дека вистинската сила не е во потеснувањето на емоциите, туку во свесноста и храброста да се побара помош кога е потребна. Да бидеш посилен не значи дека не треба да се грижиш за себе. Да бидеш посилен значи дека треба да ги познаваш своите емоции и да најдеш соодветни начини како ќе се справуваш со нив. Храбрите не значи дека не се плашат. Храбрите значи дека нашле начин како да се справат со својот страв. Така да, начинот на кој што ние воопшто како општество, како родители ги воспитуваме машките деца, би требало малце да биде пообмислен.
Стигмата во машкиот свет не само што замолчува, туку и одложува лекарски прегледи и третмани. Лекарите велат дека голем број мажи избегнуваат превентивни прегледи, што доведува до доцна диагноза, а потоа и третман на сериозни болести како рак на простатата и тестисите, кои се едни од најчестите видови на карциноми кај мажите. Овие болести не даваат симптоматологија, конкретна симптоматологија, така да обично мажите кои не знаат за овие состојби доаѓаат касно на преглед, кога болеста веќе напредната и кога докторот повеќе не може нешто многу да направи во смисла на куративен третман. Идејата е едноставна, мустаките стануваат поттик за разговор и еден потсетник дека на времена контрола може да спаси живот. Меѓународното движење Movember започнало во Австралија во 2003 година, кога група пријатели одлучиле да пуштат мустаки, за да го привлечат вниманието кон здравјето на мажите. Од Институтот за јавно здравје најавуваат активности секоја недела од месецот, кои ќе вклучуваат разговори за менталното здравје, промоција на физичка активност и совети за правилна исхрана и превентивни прегледи. Брат на момче кое било нападнато и пробудено со нож преку социјалните мрежи бара правда, бидејќи, како што вели, неговиот брат се бори за живот, додека човекот кој се обидел да го убие е слободен. Бара институциите да постапат и да го пренаменат делото. Оти наместо напаѓачот да одговара за обид за убиство, тој заминал во Грција. Дејан Трајковски. Отишол во Струга да помири малолетници, па завршил со 30 сантиметарски нож во грбот, пошто 9 часа му се бореле за животот. Вака Воислав Поповски од Вевчани го опишува нападот од 26 октомври што го доживеал неговиот брат, 24 годишниот Марко. Тој според сведоштвото на Воислав бил пробуден од 17 годишникот Струшко ташмаруништа во Струшкиот парк, откако во кафуле во Струга замолил група малолетници да не задеваат дете од Вевчани кое добивало закани од нив. Тие првично го послушале, но потоа го чекале надвор, го нападнале со ножот и се разбегале. Сепак вели, полицијата и обвинителството не го квалификувале делото како обид за убиство и го оставиле напаѓачот на слобода, што тој искористил за да замине во Грција. Дошло ова дете и брат ми го сретнал, му рекол демек, немајте да се чапкате срамота девет. И ој му рекол, окей, горе. 40 минути поминале од тогаш, пред кафиџов, 6 деца купно, 5 плюс овој напаѓачов, го чакале брат ми. И му рекле, дојди настрана. Од позади го турнале и го закачил овој од позади со ножов. Завчера вечерта тој се слика во Грција како ништо не било, ниту капка сомнеш да не покажува. Се слика и објавува стори. И тоа голем револт пренесува и кај мене, и кај родителиве мои, и кај сите познаници наши. Не преземаат ништо. Си се шета тој слободно, брат ми лежи во болница неподвижен. Според извори од истрагата на Канал 5, преквалификација на делото засега Струшкото обвинителство не планира, освен ако произлезат основи за таков потек за време на судењето. По настанот била приведена целата група на малолетници кои го посочиле ЦВ како напаѓач кој првично избегал од местото, па подоцна со својот татко самиот отишол да се пријави во полициска станица. Од ЦВ Рохрид посочија дека како доказ е обезбеден ножот и е извршено вештачење, а утре ќе поднесат и кривична пријава. По консултација со јавен обвинител, Овара Струга во текот до утрешниот ден против 17 годишното лице ќе поднесе кривична пријава за сторено кривично дело тешки телесни повреди. Од обвинителството претходно кажаа дека кога ќе ја добијат пријавата од МВР, случајот за малолетникот ќе го води судија за деца и според законот за заштита на децата. МВР очекува намалување на сообраќајните несреќи со жртви да се намали со воведувањето на Safe City системот од 1 јануари. Оттаму вела дека бројките од пробните тестирања на системот се поразителни, особено во делот на почитување на сообраќајните правила. Миријана Мирчевска-Јовановиќ. 39-годишниот возач кој вчера го усмрти 78-годишниот велосипедист Јорго Ќукак, поранешен директор на ОХИС на пешачкиот премин кај мостот Гоце Делчев, е на 24-часовно задржување. А МВР најави дека ќе достави до обвинителството кривична пријава по брза постапка.
Бројот на сообраќајки со жртви ќе се намали со воведувањето на системот Safe City, што според Министерството за внатрешни работи треба да стартува од 1 јануари 2026 година. Од МВР велат за 2 месеци ќе ги имаат сите влезни параметри за секое возило, односно од 1 јануари 2025 до крајот на годината и потоа почнуваат со целосна документација. Казните за сообраќајни прекршоци ќе се испраќаат електронски, а за посериозни прекршоци ќе следува судска постапка со можност за забрана за управување со возило. Сообраќајниот прекршок ќе биде документиран со соодветни технички средства и уреди за снимање, при што сопственикот на возилото ќе биде известен за сторениот сообраќајен прекршок. Од МВР за Канал 5 потврдија дека во пробните тестирања на системот има поразителни бројки во делот на непочитување на сообраќајните правила. Во рамки на пробните тестирања на системот на 3.11.2025 констатирани се вкупно 127.161 прекршок, од кои за возење со брзина поголема од дозволената 125.762 прекршока, додека за минување на затворен сигнал црвено светло констатирани се 1.399 прекршоци. Се уште трае судскиот процес на Слободан Ангеловски, кој загина на истото место на пешачкиот премин во јануари 2022 година. Од одбраната на фамилијата на загинатиот објаснуваа дека досега предметот се одложува преку 10 пати, имале само 5 рочишта. Долго очекуваното вештачење е пристигнато и до двете страни. Денеска повторно беше одложено судењето поради неприсуство на одбраната на обвинетата. Вестите завршија, само вистина во продолжение на Канал 5 вечерва. Гости на Елизабета Галевска се Солза Грчева и Љупчо Зиков. Останете со нас.